Збогум градинке. Нина има 6 години. Денеска е многу возбудена и среќна, бидејќи утрово беше со родителите да ја запишат во основното училиште во нивната населба. За незиното запишување во прво оделение, сите во семејството со денови и велеа: "Браво! Наше идно прваче! Колку брзо ни порасна од бебе во прваче шарено колаче!" А таа, девојчето со сини очи и костенливи плетенки, од гордост подскокнуваше. Овие денови се исполнети со многу возбуда и во градинката на Нина. Учителката Тања вредно ја подготвува завршната приредба на својата голема група. Вежбаат и повторуваат песнички секој ден, играат на музички точки, се договараат како да ги поделат улогите на сите деца во групата во која веќе 4 години оди Нина. Денеска, на пробата, кога требаше да се наредат момчињата и девојчињата во парови, за да танцуваат заедно на песничката "Збогум градинке", стана неочекувана караница и турканица сред занималната. "Учителке, не е фер, машките ни го расипуваат играњето, наместо лево одат десно." Луто се јавија Мија, Софија, а им се придружи и Нина. "Да, никако не може да ги научат чекорите. Се погрешно играат и постојано не згазнуваат." Се слушнаа новите обвинувања на Марија, Андреја и Михаела. "Не е така, не е вистина. Учителке само измислуваа девојчињата." Сега веќе вика и момчињата во групата. Расправијата стануваше се погласна. Учителката Тања ја прекина пробата и ги повика сите деца да седнат во круг, за да се обидат да го решат проблемот. "Нема решение, учителке. Најдобро мачките да не учествуваат во играње." Се здружија девојчињата во идејата. "Не знаат да играат, само погрешни чекори прават." "Како па да не?" се бранеа момчињата. "И девојчињата за се не ги бива. Знаат само важни и главни да се прават, а не можат никако да ги запомнат улогите за представата." "Па ќе се правиме важни, кога сме подобри и поумни од вас," се вклучи луто Нина. "Момчињата не знаат да играат и точка." Не може девојчињата да бидат главни во се," се јави и Марко. "Нека си направа тогаш своја приредба," викнаа и Тео, Дамјан и Нено. Учителката Тања внимателно ги следеше во нивната караница, а потоа рече: "Изгледа сте заборавиле дека и момчињата и девојчињата имаат право да одат и во градинка и во училиште. Денес Нина се запиша во училиште, а веќе следната недела и Дамјан и Нено ќе станат првачињата. Што значи дека и Нина, но и Дамјан и Нено ќе треба да се збогуваат со градинката, како и сите други деца во нашата група. Завршната приредба е убав настан, што треба заедно да го подготвиме, а не да се надпреваруваме кој е подобар." Караницата полека стивна. Децата ја слушаа учителката, која ги подсети дека сите деца имаат исти права, а сакаат различни активности и се успешни во различни нешта што ги прават. "Учителке, значи нема да имаме 2 приредби," се слушна гласот на Нина. "Секако дека не," заклучи учителката, горда што се сетија на некои важни пораки на кои ги учела. "Ама тоа значи дека и во градинка или училиште може да ве пречекаат и учители, а не само учителки." "Значи, мора да танцуваме заедно?" праша Марко. "Не мора," рече учителката. "Ке танцувате заедно, само ако сакате да направиме убава приредба, заедно да бидете најдобри, заедно да научите се
што сме се договориле досега. Ако сакате, добро. Ако не, не мора да имаме завршна приредба. Ке ги гледаме другите групи и ке им аплаудираме. Како сакате, така. Децата се замислија. Настана тишина во занималната. Значи, што одлучивте? Да бидеме во публика и да аплаудираме, или да бидеме на сцена и нас да ни аплаудираат? Ке играме заедно. Прва се јави Нина. Па ние сме веќе големи, се слушна Марко. И знаеме дека сите сме и важни и главни, дополни и Дамјан. И имаме исти права, гордо викна Андреа. Ајде, станувајте да продолжиме со пробата. Следната недела завршната приредба помина одлично, на радост на сите деца и нивната учителка. Сите заедно уживаа во долгиот аплауз на родителите, бабите и дедовците, кои седеа во публиката.